Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн, Австралија. Денес интервју ќе водиме со македонскиот активист од Пула, а исто така и писател, македонски писател, кој има издадено неколку книги, а последната негова книга е Македонија не ја даваме. Станува збор за активистот и писател господинот Алдо Климан. Алдо, ќе те викам на име. Така и треба. Да не се пресираме, веќе подолго време правиме интервјуа. Нашите слушатели овде и оние кои не следат на социјалните мрежи веќе го знаат тоа. Вие сте едни од цврстите активисти надвор од Македонија кои се залагате за обстанокот на живиот обстанок, така да кажам, на Република Македонија, која е доведена до ова дередже. Еве да го започнеме нашето интервју или нашиот разговор со прашањето каде оди Македонија гледана од Хрватска, или пак вие во последната книга Не ја даваме Македонија имате напишано неколку страници околу двете мафии во Македонија. Што се однесува до Хрватска, како членка на Европската Унија, таа има политичка, меѓународна политичка рутина во однос на Македонија. Значи, она што го зборат Америка, Европската Унија, НАТО, тоа го зборува и Хрватска. Зборувам за официјалните позиции на власта, а тоа е секојаш убава насмевка, убави желби, борба за евроинтегративните процеси да се доведат до крај, за обединување, вклучување на земјите од така наречениот Западен Балкан, овие што не се опфатени, вклучувајќи и Македонија. Значи, тоа е една рутина која до ужас е доведена до совршенство. Тие едноставно постојано го повторуваат тоа и секој нормален човек кој не е упатен ќе рече, добро, овие ја поддржуваат Македонија, ги поддржуваат тие процеси. Што се однесува до Хрватска, вистински интерес политички, и тоа на сите политички партии, е Босна и Херцеговина, заради хрватското население таму. И околу тоа и интерно меѓу себе се спорат, бидејќи се обвинуваат дека не прават се за да му се олесни на тоа хрватско население во Босна и Херцеговина да се интегрира и да живее подобро во рамките на таа федерација. И едните и другите докажуваат дека прават нешто многу повеќе. Меѓутоа, што се однесува до Македонија, велам, сето тоа е сведено на убави зборови, на убави желби, она што секој ден го слушаме од сите тие евробирократи и од Америка и од овие НАТО функционери. Тоа е се една желба, тоа веќе се наслушавме и не знам дали уште некој, веројатно уште некој верува во тоа во Македонија. Не велам дека во заднината не постои во еден емотивен, интелектуален бекграунд и во политиката, дури во Хрватска, дека не постои желба Македонија да се интегрира. Меѓутоа, тие немаат амбиција тоа да го направат воопшто радикално. Значи, тие одат таму и како во некогашното председателство на Југославија имаат консензус. Ако немаат консензус, се договараат и ќе се договорат. За сето се договорија, бидејќи постојат заеднички интереси. Кога станува збор за Хрватска, таа е, зборувам само за хрватската политика, таа е мудра во однос на Република Хрватска. Настојува да извлече колку што може од дадените можности и околности и се прилагодува комплетно кон генералната политика која некаде таму горе се создава. Постои, според мене, не морам да сум во право, бидејќи не сум ни политичар, да сум политичар не би ни размислувал вака, постои едно перманентно тапкање по рамо едни со други, сите се сакаат, сите се разбираат и се во ред.
и тоа оди така. Доаѓаат на конференции, шират раце, едни без други не можеме и така натаму, заедништво. Постојано се слуша веќе од фазата пред војната во Украина, перманентно еден збор се повторуваше интензивно и во времето на ковидот особено. Ова покажува дека сме заедно, дека не е вистина дека постојат лоши односи во Европската унија, дека е неповрзана, ние сме единствени, поврзани, постојано го повторува тоа. Како некој која постојано вели, јас искрено те сакам, искрено те почитувам, знаеш дека во заднината на сето тоа постои само една дипломатија. Ковидот и војната во Украина, како што на сите ни е познато, ги обнови врзовните ткива во Европската унија и околу неа, и со НАТО и со Америка. И сега тоа е таа мантра која постојано ја слушаме. Имаме еден централен настан, тоа е војната во Украина, сите сме таму собрани и околу тоа постои единствена главна тема. И на овие наши медиуми тоа е главната тема. Едноставно Украина и заедништвото. Како ја гледате Македонија? Еве и тоа што го опишавте. Ништо, Македонија, со двете мафии. Зашто станува збор? Македонија и во хрватската политика, освен она што го кажуваат јавно, тоа е дека сака да се интегрира во Европската унија, се ќе се стори, кога ќе дојде ново претседателство, помина и Португалија и ова, како се вика, и Хрватска помина, сега не знам кој е наред, Шпанија ми се чини, сите тие тоа го повторуваат и одат натаму. Значи, повторувам, се се убави зборови, меѓутоа тоа е таму на некој рафт ставена во бирократските простори и божем се чекаат големи промени. Зошто не ги направат тие потези кои може да ги направат, од нив зависи сето тоа. А уште во времето на оној Жан-Клод Јункер и Хан и Могерини сите се жалеа, многу голема штета што Македонија и Албанија не се примени. Тие треба да ги примат. Не знам што не било исполнето. И на Македонија се гледа како на под контекстот, под житото е тоа. Македонија е една територија која и натаму се расчинува и ја растура, ја расшафува. Предадена им е на големо албанците од една страна и на бугарите, тоа е јасно. Јас баш размислував деновиве околу, ако се сеќаваш, кога во еден момент, мислам дека беше тоа 2019 во јуни, кога или 20-та, меѓутоа мислам дека 19-та беше кога Макрон рече не, овде владе хаос во Европската унија и не можеме сега да го прошируваме тој хаос додека не се средиме ние. Тие најдоа, јас се сеќавам и за тоа пишував, во еден момент Заев реши да го префрли жешкиот костен во рацете на Европа, која рече Европа ќе го преземе сето тоа. Сега знам зашто се работи. Се работи за тоа што им понуди опција заедно со бугарите, институциите европски да го решаваат проблемот на начин како што дојде овој предлогот на Макрон за решавање на тоа прашање и сега тука е заблокирано се. Значи институциите ги решаваат, а за тоа време ние овде ќе ги правиме што сакаме. Значи Хрватска јавно е за Македонија, не зборувам за народот, зборувам за политиката. Да. Зашто народот вообичаено ја вика Македонија, Република Македонија, македонци, тоа е за нив нормална состојба, бидејќи е нормална. Меѓутоа политиката јавно вели така, а си го тера она што го тера Европската унија. Ајде да продолжиме со вашата книга. Македонија, ние даваме и двете мафии. Кои се тие мафии во Македонија? Да, значи вака, јас како заклучен текст го направив тоа, бидејќи таа книга беше всушност продолжение на првата книга Хроника на најавената смрт на името, и двете книги кои имаат заеднички наслов Велепредавствата на Зоран Заев 1 и 2. Некако сакав, имаат околу 1200 страници книжен блок и јас сакав некако да ја заокружам, да кажам некој нешто што постојат во воздухот и во обичниот човека и нас, меѓутоа, дури и во политиката повремено се употребува таа терминологија, но многу
веројатно од страф да не бидат обвинети за говор на омраза, него употребува зборот мафија, мафиози, мафијаши. Позната е она реченица, сите држави имаат мафии или мафија, само нашата мафија има своја држава. Кај нас во Македонија тоа е спроведено до крај, но од самиот почеток. Бидејќи таа теза што ја изнесувам во тој текст оди по оваа линија која се темели врз конкретни сознанија за мафиите. Сите мафии во светот настанувале и настануваат од дното, од улицата, од уличниот криминал, уцените, насилството и полека се структурираат кон врвот, кон таа пирамида на која на чии врв се наоѓа некој бос, капо ди тути капи, како велат, меѓутоа и тогаш се разбира се борат за заземање на територии, на простор и ако е тоа возможно во паралелниот нивен свет, клучните луѓе да се вклучат и во највисоките сфери на јавниот живот. Во политиката, често се поврзани со политиката, со шоу бизнисот, со тие сцени, од каде што можат да црпат и средства и да влијат, особено од политиката, за да може да ги контролираат судовите и полицијата и другите сегменти на политиката кои нив ги контролираат. Во Македонија, по државниот удар, една партија која се викаше СДСМ се претвори пред се во приватна фирма на Зоран Заев и потоа се претвори во една атипична мафија. Народот и членовите нејзини, голем број од обичните членови кои се сакаат Македонија, ни не знаат дека се во функција на таа мафија која се вика СДСМ. А другата мафија е ДУИ. Знаеме како произлезе од терористичка организација, стана партија регистрирана и таа си стана мафија, значи имаат мафиите секош имаат идентични цели, да грабат, да плячкат, да тероризираат, да ги одземаат слободите, но овие се атипични мафии, зашто истиот момент кога се создадени по државниот удар, почнаа да се трансформираат, на таа трансформација им помогна и Европската Унија, и НАТО, и Америка, и ние добивме две клучни мафии во Македонија. Едната се вика СДСМ, другата се вика ДУИ. Има, се разбира, допирни точки и разлики. Допирните точки им се она што ги обединува, врзовното ткиво, тоа им е концептот на евроатлантските интеграции, но зошто? Затоа што и едните и другите имаат интерес, ни ги поддржуваат Америка, НАТО, Европската Унија. А внатре во Македонија тие си ја поделија територијата и физички и абстрактно, како да речем, интерно си ја поделија во зони на интереси. Така што од една страна овие од СДСМ, зборувам секој за врвот, не за обичните луѓе, да се разбереме, мене ми е жал што тоа не го препознаа, бидејќи на обичниот човек, па и од албанската страна, бидејќи се субституирани мафиите, ја субституираа политиката, а обичниот човек ги доживува како политичари. Тие не се политичари, тие се криминалци, најобични криминалци кои се многу вешти, опасно организирани и кои имаат траен мир меѓу себе, како што имаат мафиите во големите американски градови. Ова е моја територија, ова е тоа, не се мешај, и ако треба ќе се најдат босовите, како што се наоѓаат. Неодамна, нели, беа овој Ахмети и Артан Груби кај Заев да разговарат Божем за тоа да не им се мешаат во коалициите, тоа да не ни се мешате во територијата на која действуваме ние. Исто така овие првулици во албанскиот блок, па излегување, влегување на ова. По одењето во Тирана повторно, значи да се зајакне тиранската платформа, едната партија, тоа е алтернатива, излезе од владата, меѓутоа тоа ништо не значи. Тие се тука затоа што секојаш ќе ги поддржат големо албанските цели во Америка. Од друга страна, тие, гледаме, крадат страшно. Значи го ограбија народот,
што се вели до гаки не се облекува, се грабна и се однесуваат, живеат како господа, што е целта на секоја мафија, односно на тие босови. Го имаме нашиот бос, велепредавникот Заев, кој се изживува со квадови, со вили, со не знам што, овие другите си доделуваат почесни признанија. Значи, тоа се две мафии кои ја држат Македонија во заложништво и каков е крајот, каков е излезот од сето тоа, бидејќи во светот, во Колумбија, во Америка, во Италија, против мафиите се бори државата, нејзините институции. Меѓутоа, овие две мафии ги имаат сите институции во Македонија и едноставно не можеш да ги искорнеш, не можеш да ги истребиш. Тоа може да се случи само доколку се случи консолидација. Не повремени изблици на отпор, на реагирања во јавниот живот на нашите интелектуалци кои и натаму молчат. Знам дека имаме дури и во неголемата партија. Тоа ќе го оставиме тоа прашање за последно. Сакам да ве прашам. Сакам само да кажам уште ова, дека решавањето на проблемот со нашите мафии од надворешните фактори, значи нема никаква шанса, затоа што тие ги исполнуваат нивните агенди. И Македонија во секоја смисла е за нив ситна риба, додека овие го прават тоа квислишко, ги исполнуваат нивните квислишки агенди. Додека тоа го исполнуваат, ќе ги пуштат да прават. Овие вртложења во самите, дури во СДСМ имаше некои обиди да се вратат, да се врати Заев на челото, па од партијата, па нешто го буткаат, меѓутоа тоа се само борби за власт внатре во мафиите. И ние не можеме да очекуваме од надвор да ни го решат тој проблем, нема да го решат тоа. Потребни се храбри луѓе. Во судството се потребни храбри луѓе и некои што ќе се жртвуваат ако треба. Добро, ајде збор два, само не би сакал многу да се задржам околу опозицијата, бидејќи ги спомнавте СДСМ и ДУИ. Која е улогата тука на ВМРО ДПМН? И Левица. Еве и Левица, бидејќи видовме од ова што кажувате и она што гледаме и слушаме, сите албански политички партии се национално обединети. Нема тука разлика, како канаринци пеат. Така, единствени се во голема албанската агенда и во секоја шанса, секоја можност ја користат и средствата, значи одат со средствата од обичниот човек, од нашите даноци, одат во другите држави и да речеме лобираат за Косово, за прием на Косово, за едноставно се што може да прават за таа своја агенда го прават. Да. Вака, моите погледи во однос на овие други партии од така наречениот македонски блок се лаички. Јас како и сите овие нешто што ги кажат, тоа се ставови на еден обичен човек, интелектуалец кој се обидува да размислува за сето тоа. Јас гледам во ВМРО одредени луѓе, зборам за поединци кои се апсолутно македонски ориентирани, државотворно ориентирани. Тие си ја сакаат татковината и дури се можне ефектни во тој судир со лудилото, криминалот, со етничките омрази и сето тоа. Меѓутоа, постои една партиска подчинетост, една пирамида цврста, можеби така треба да биде во партиите. Јас не мислам дека така, значи нема пробив, зашто ако судиме според тоа како се однесуваше ВМРО, зборувам сега за ВМРО како партија, што значи нејзините лидери, во настаните што ги имавме во минатите години, кога имаа шанса строежот во народот кој се бунеше, одеше, демонстрираше, сето тоа тие всушност го разводнува. Имавме чудни некои ситуации кога еден од нашите најголеми патриоти, одличен поет и така натаму Клетников, која зборуваше таму пред владата, едноставно го исклучија, бидејќи тој стрим беше, ако не се лажам, од Мицкоски. Мислам, ние мораме, ако сакаме да бидеме, да сториме нешто за Македонија, мораме да се поврзуваме, не да ги исклучуваме оние што
на Македонија и мислат добро и што ни упатуваат критики. Што се однесува до левица, мислам дека таму, според она што го гледам, што го знам, не сум ни за нив некој особен стручњак, меѓутоа тие имаат ограничен број на симпатизери и тие мислам дека ја држат македонистичката линија, меѓутоа пренагласените идеолошки моменти кога излегуваа со тоа дека ќе се прави денационализација, не знам, оно тоа се смешни работи затоа што денес тие филмови тешко може да се вратат. И имаат ограничен базен на електоратот. Тоа тешко може да се прошири, можеби ќе имаат симпатизери, но потребни се големи пресврти да се... А освен тоа има уште друг проблем, затоа исто пишував за таа раздробеност воопшто на македонското национално битие, бидејќи по настаните од 2017 година и натаму се што се случуваше, тоа не е поделеност на 1, 2, 3 блока или 2-3 партии. Тоа е секој македонски граѓанин е партија за себе. И да не зборам за патриотските организации кои имаат добри намери и страдаат поради Македонија. Меѓутоа, ако некој кивне, веднаш има ти си бил таму, те видовме на она, си учествувал во ова, значи нема основна материја врз која би се обединила таа опозиција. Најдобар и наједноставен начин би било кога најголемата партија ВМРО би имала енергичен, државотворен став. Нема. Затоа што и таа оди горе, нецините лидери одат во амбасадата и кај амбасадорите, кои треба сите да ги откачат, да им кажат, гледайте, овде живе еден народ, оставете ни на мир и вие влезете си во своите амбасади, оставете ни да имате своја работа, меѓутоа ваша работа не е вие да ни го креирате животот. Ама тоа не го кажуваат. Им се допаѓа тој статус на уважени луѓе кои политички нешто значат и евентуални одења ваму таму на некои самити. Значи, попаднавме, ако зборувам за македонскиот блок, со честни исклучоци и исклучоци на поединци, но поединците не се доволни. Зашто да се доволни поединците, ти би бил доволен и јас и уште 10 души, не се доволни поединците. Попаднати се во еден опортунизам кој така, значи, влеговме, прагот на толеранцијата и на народот и на партиите стана многу високи. Тоа е нормално за нас што се случува. Тераме, ајде, ќе биде нешто, ќе се случи. Постојано народот го врткаат околу дневните проблеми, затоа што и тие болат, дали е во прашање здравството или автобусите или не знам што. Значи, една многу тешка ситуација, а за тоа време не постои консолидација на македонската интелигенција. Тоа е едно клучно и болно прашање. Не знам, апелираме сите и во твоите емисии слушав и гледав нашите гостите што ги носише, тоа се умни луѓе, професори, јавни дејци, сите тие знаат и гледаат и се трудат и во своите средини едно по една овчичка да ги соберат околу себе, меѓутоа не постои таа консолидација, не знам зошто е така. Дали постои замор? Тој замор се очекуваше, гледаш дека овие во партиите не се изморени воопшто. Уживаат бидејќи лежерно од својата позиција на мафии си го спроведуваат тоа што сакаат и не терат ние да трчаме по игралиштето. Топката е некаде таму, тие седат во ложата, гледаат и не претворија и нас во некои тркачи по теренот или како гледачи кои седиме пред телевизори и чекаме нешто да се реши. Никој нема ова да му го реши на македонскиот народ, освен самиот народ. И освен неговите политичари кои морат меѓусебно дефинитивно се расчистат од опортунистите. Инаку нема спас. Така, ајде да одиме понатаму, бидејќи времето одминува, 25 минути веќе зборуваме. Ограничени сме со времето. Вие живеете во Хрватска. Хрватска беше сојузник на фашистичка, односно нацистичка Германија со Анте Павелич и НДХ. Во Македонија сега имаме наезда или отворање клубови со нацистички соработници, сојузници како цар Борис III,
Ванчо Михајлов, па таткото на цар Борис Фердинанд, па уште некои други. Има ли во Хрватска такви клубови кои од соработниците на Германија и на Италија? Ицо, кога 90-тите години, кога се создаваше независна Република Хрватска, имаше се и сешто. Значи имаше ултрадесни, профашистички, нацистички, павеличевски, какви сакаш организации, не добија замав, зашто мораме да признаеме дека во оној момент кога доби еден плебисцитарен мандат Туџман, тој ПОС кој клонеше кон тоа, го интегрира во хрватската војска, а овие инцидентни појави, организации, поставување споменици и така натаму, траја и се уште до некаде траат, меѓутоа разликата е секогаш постојат оние двојни критериуми. Една работа е Македонија, друга е Хрватска. Значи, освен оние кои имаат екстремно мислење, поединци, па и во политиката ги има некои крајно десни, кои ги кажуваат тие ставови, сите тие се маргинализирани затоа што и пречат на официјалната политика на Хрватска кон Брисел и од Брисел кон Хрватска, затоа што тие не сакаат, кога би сакале да бидат искрени во Брисел, фон дер Лајн би требале да си ги закачат Хитлер и овие во своите канцеларии. Меѓутоа, тие, како што го рековме тоа безброј пати, имаат нов лик фашистички, нацифашистички лик, секогаш се фини, насмевнати и хумани. Ама зошто тоа го спроведуваат во Македонија? Па затоа што имаат двојни аршини. Зошто Бугарија не си отвори такви канцелари споменици во Бугарија? Затоа што Хрватска има и во законите, во уставот, во законите има забрана за такви организации. Меѓутоа, независно од тоа, има инцидентни појави, некој ќе стави некој од тие усташки лидери, ќе стави некоја скулптура во својот двор. Разбирам, меѓутоа Алдо ме интересира твоето мислење. Тоа може да се оправи Бугарија во својата татковина, не во туѓа држава? Знам, Вицо, јасно е дека Бугарија си ја тера својата агенда како овие голема албанската, така и тие својата, се им е јасно. Знаат тие дека се произлезени, дека не е тоа држава која е органски создадена од сопствениот народ, туку им создадоа кнежество и им поставија таму овој цар. Тие си го терат. И сакам ова да кажам. Насилството и понижувањето на жртвата се најважните елементи на злосторникот. Секогаш постои насилство, тоа сме го виделе безброј пати во стварниот живот, во филмовите, кај сакаш и во историјата. Не е проблемот само во отворањето на тие клубови, затоа што или телевизии, или факултети, или не знам што, зашто да постои одговор, официјален, квалитетен одговор од македонската власт и со закон да се забранат тие нацифашистички имиња кои ги носат, не би бил проблем, затоа што би се случило? Исто како со авионот што го нареков јас Цепелин, тие ќе инвестираат, ама кој ќе им доаѓа во тие клубови? Тие мислат дека може да го преродат македонскиот народ и да го направат бугари. Не можат. Во Македонија тоа не може да го направат. Во Пиринска Македонија и во Егејска има алати, државни алати има таму да го направат, а овде има држава која се обидува да игра, да изигрува државотворност и затоа е толерантна, пушта се еден како се вика овој од парламентот, фашистот од Европскиот парламент. Джамбаски? Да, доаѓа во Македонија или држи таму некои предавања. Па тоа на хлоци треба да го избркаат, ама нема таква енергија концентрирана политичка и државотворна, а можат во држава која би имала поддршка, реална поддршка во Европската унија, а таа нив ги поддржува, не нас, таа со предлогот на Макрон не ставија во таа позиција подредена, се изживуваат овие што сакат, да имаме таква концентрирана државотворна власт и идеја, нека отворат клубови, никој нема да им доаѓа, ќе имаат 7 души, ќе ги плаќаат од бугарскиот буџет додека не пропадне. Па, не знам, има една прекрасна книга за стара, уште 71 година објавена во
јас мислам баш во Институтот за национална историја, на авторот не можам да се сетам, а ти ќе се сетиш, колонизацијата на Македонија во кралството Југославија од 12 до 41 година. Па се убија да направат, да го денационализираат народот во тој временски распон, не успеа. Па се чудеа кога има конгреси овие професорите, вика, па не можеме да сватиме зашто, не можеме сватити зашто овие срби никако да не научат тај српски јазик. Значи отпорот е можен само доколку постојат рамки за тоа. Бугарите ќе потрошат милиони евра да отворат такви клубови и се, ништо нема да направат доколку одговорот од владата, тој одговор не постои, доколку одговорот од Европската унија, Америка е тако, не можете тоа да го правите. А тие добија карт бланш тоа да го прават и тоа ќе трошат додека имат пари за тоа. Ужас и бламажа за бугарскиот народ. Еве тоа е. Така, следното прашање е отворањето на уставот, нели, под покровителство на Америка и на Европската унија. Бугарите треба да влезат како дел од бугарскиот народ во преамбулата на уставот на Македонија. Меѓутоа, јас се плашам дека тука борбата е двојна. Ламјата е со две глави, затоа што во тој смисол и албанците ве гледаме со тиранската платформа број 2 и тие ќе се реорганизираат и ќе бараат промена на химната, на грбот, бидејќи тие, како што велат, ние не се идентификуваме со тие символи. Ицо, јас мислам дека ламјата има три глави, од кои едната е многу глупава, а таа е сегашната влада на Ковачевски. Тоа е една глупава глава која мисли дека е умна и ги спроведува идеите на овие две други глави од ламјата. Значи, ова ламја на владата на Ковачевски е таа која, почнувајќи од Заев, па сега до денес го уништува имунитетот на македонското национално битие и тоа веќе како да нема отпор, како да се препушта на тоа што ќе се случи. И пишуваше и овој нашиот пријател Љубомир Цуцуловски, филозофот, пишуваше, па прво се зборуваше да видиме за добрососедство, сега дојдовме до таму да се менува уставот, да влезат да станат државотворен народ. Тие две други глави тоа го спроведуваат немилосрдно, упорно и за да им порачаме на нашите слушатели, на сите оние на кои Македонија им е на срце, а можеби и го немаат освестено тој проблем, барем сликовито да го речеме тоа. Американскиот устав, кој е стар, не знам, 200 години, јас не знам дали 20 пати е отворен со 20 амандмани во овие 200 години. А нашиот устав стана тефтер пазарџиски. Алдо, не мора за американскиот, јас можам да кажам и да потврдам дека австралискиот устав не е отворен од 1903 година. Така треба. На 19 страници е колку што е и Преспанскиот договор. Значи, кому што ќе му текне, па да, тоа е, старите римјани велеа што повеќе закони, толку е послаба државата. Така е и со ова, ако ти направиш еден устав од не знам колку страници таму и се внесеш внатре, тогаш секоја ставка, секој параграф може да се толкува, како што се толкува. Па и сега има во хрватскиот устав, каде што исто така повремено има некои амандмани, се предлагаат и сето тоа, но тоа се процеси кога треба да се менува уставот. Тоа целата држава, сиот народ се крева на нозе, сите разговараат, се оди до последната местна заедница или не знам како се викаа денеска да се разговара за тоа. А не, ова им текнало, овие се 10 души што ја држат Македонија во заложниство, 10 криминалци во две мафии. И прават се што ќе им кажат однадвор. Јас сум длабоко против тоа, сметам дека народот треба да се крене, прости ми, треба веќе да се тепаме. Нема решение со овие луѓе до уличните борби. Не може веќе да се реши проблемот на Македонија со убаво, со чекање, со Facebook. Јас гледам дека постои еден круг на луѓе кои
многу активно патриотски е присутен на Facebook, во тие социјални мрежи, сето тоа. Меѓутоа, тоа е еден круг доста затворен и колку и да страдаме, ние меѓусебно нешто изживуваме еден напад. Народот веќе не може да го поднесе ова и најважниот столб на една држава, што го деструираат, го минираат тогаш на 27 април 2017 година, сега сакат да го урнат до крај. Јас мислам дека едноставно треба да се оди на крајни солуции. Не сме тоа да се случи. Ајде збор два да кажеме и за комисиите, историските комисии. Ние додека се занимаваме со ова сега, со комисијата за добрососедство на Бугарија, не знаеме воопшто, еве да ја отвориме таа тема, што ја предводи Габер, амбасадорот Габер, што е председател на комисијата со Грција. Уште колку препреки таму не чекаат тие, воопшто не се имаат изјаснето, дали се имаат сретнато и што имаат направено и така натаму. Не да се немаат изјаснето, тие ништо од кога се формирани, зборувам сега за таа комисија, никогаш ништо немаат објавено, се случува под маса нешто. Ма јас не би се грижел за работата на тие комисии, кога ние би имале опозиција која би рекла: правите што правите, ние тоа не го почитуваме, не го сметаме тоа за незаконско, тоа е насилно се поставени тие комисии и сето тоа ќе го фрлиме во ѓубре. Јас така би постапил, да сум, може би тоа звучи радикално, па може би на Македонија и се потребни конечно и радикални политичари. Јас не знам, не се чувствам така, да не ме сватиш погрешно. Меѓутоа, се со убаво, со фино, комисиите нешто прават таму, се договарат, го дават год, се дават ова, дават она. Не може да формират уште 10 комисии ако постои некој кој постојано вели не. Тоа проблемот. Ама еве сега со бугарската комисија морам да да. Заради времето, затоа еве сега со бугарската комисија Драги Георгиев и Билјана, мислам ќерката на Блаже Ристовски, предлагаат историјата на македонската историја сега да биде историја на Северна Република Македонија. Значи катастрофа, затоа што ти реков дека таа ламја има 3 глави. Третата глава е оваа глава глупава. Глупава глава со глупави уши што не го слуша својот народ и не ја слуша својата историја и не ги слуша важните, драматичните настани од таа историја врз кои е создадена Република Македонија. Едноставно, велам, попаднавме во таа колотечина, не знам дали зборот е вистински, во кој толеранцијата, прагот на толеранцијата е отиден предалеку, превисоко и трпиме и тераме натаму комисии. А кој ги сваќа сериозно тие комисии? Кој ги сваќа? Зарем јас и ти ги сваќаме сериозно? Тоа е ужас еден. Тоа се луѓе кои едноставно седат, добиваат пари и се договараат нешто што ќе направат. Тоа е плеткање, тоа е крај на историјата, а рековме повеќе пати дека нема да го дозволиме тој крај на историјата, затоа што историјата мора да оди натаму со нас, со македонци и со нашата татковина. Не знам, знам дека постои една немоќ голема, таа немоќ е наметната од надвор, но и однатре, значи останавме и однатре, Алдо, еве да ако земиме со Преспанскиот договор отстапија античката историја на македонскиот народ, а пак Драги Георгиев со тие 4-5 жолтоклунци, не знам дали знаеш што се жолтоклунци. Како не знам. Малечките пилиња. Да. Недоведени. И кои не се ни стручњаци за така широка област како што е историјата на Македонија. Апсолутно, да. И сега ги подпишаја Свети Кирил и Методија, цар Самуил, Свети Климент и Наум Охридски, Григор Прличев, па сега дојдоа до Гоце Делчев. Да. Гледај, секој организам, па и најтешко заболен, може да се врати во рамнотежа, доколку постои грижа околу тој организам. Значи, ако се соберат стручњаци, лекари и така натаму, умни луѓе, па и самиот организам ќе си даде енергија и може да се опорави. И со одредени лекови, во смисла на државата, тоа треба да бидат умни луѓе кои ќе го опорават организмот на Македонија. И со одредени лекови, правни лекови. Пред се,
со апсење на тие, Заев се уште е на слободен. Тој е веле предавник во било која друга држава, тој во Синџири би седел во најдлабоки зандани. Тој Заев. Сигурно. Тој се готви да биде утре претседател наместо овој Пендаровски кој е потпишувач на она што го прават овие платформистите. Значи, јас верувам дека Македонија во еден друг, во инаков контекст и во некаква поинаква светлина, меѓутоа може да си ги врати своите асмомски постаменти и врзни повторно да се крене. Меѓутоа, за тоа мора да се отстрани овој џган мафијашки кој ни ја тресе државата и ни го лаже народот. Обичниот човек кој таму во малите места или по селата или некаде се грижи како да излезе на крај со откупот, со не знам што, гледа на телевизија, а лагите се страшни. Значи, тоа е неверојатно како е дизајнирано се да имаме чувство дека се случува политички живот. Не се случува еден мафијашки живот горе и му го одземаат ентитетот на македонскиот народ. И сега кога доаѓаме, Алдо, кога доаѓаме дека веќе имаме исчезнување на македонскиот народ административно и борбата, например, на македонците во минатото не била само социјална борба за подобар живот, за плата и така натаму, или ослободување од робството, била токму тоа национална борба. Национална борба за името. И името македонски народ, македонска нација, македонска држава. Меѓутоа сега ние немаме ништо од тоа. Сега следното упориште е Македонската православна црква и сега еве гледате дека и таму се навлезени структури странски, а и одвнатре имаме петтоколонаши или пак овие квинслинзи што ги нарековте вие. И сега ќе ја растурат ли и МПЦ и комплетно да се растури македонскиот народ? Само збор, да кажем уште еден збор, преку Македонската православна црква, нели тие се македонски православни верници? Да. На сите можни места каде што може да се атакува, да се парчосува македонското национално битие, тие атакуваат и ќе атакуваат, ќе одат до крај. Дали може или не? Повторувам, јас верувам дека нашиот национален организам во сите сегменти, а и во однос на црквата, сето тоа може да се обнови, да се врати во рамнотежа. Нема да биде никогаш веќе исто, затоа што се поместени нештата, меѓутоа мислам дека сето тоа може да се врати во рамнотежа, само за тоа мора да се создадат предуслови. Нема општествени предуслови, постои расуло, распад на системот и национална раздробеност премногу голема. Јас не знам како гледав одредени собири на некои наши мали собири, се разбира, некои наши патриотски организации, и не можеш да кажеш дека тие луѓе не зборуваат умно и она што го пишуваат, но меѓутоа веќе на Facebook кој ќе видиш има колку што сакаш. Јас не знам дали им текнало некош да кажат ајде да се собереме сите и да разговараме за овие работи, да создадеме еден национален фронт, кој не мора да се вика национален фронт, но да бидеме единствени и едноставно да не дозволиме веќе за ситни работи да покажуваме едни на други и во нијансите, во разликите. Значи, не ме плашат овие свинштини што ги прават комисиите. Не ме плашат овие свинштини што се прават во црквата. Не ме плашат тие работи. Ме плаши тоа што имунитетот на нашето национално битие е многу ослабен. И ова што го правиме, некој од нас, ти што го правиш со овие емисии, имаме вредни интелектуалци, па дури велам и во партиите, кога излегуваат индивидуално со индивидуални ставови, тоа е пат и начин да го охрабриме народот да свати дека во него е сила, не во тие 10-15 мафиози. Па еве видовме ние дека колку се на пример силни македонците во Пиринска Македонија. Ете, Омо Илинден Пирин и Омо Илинден се многу силни, заедно имаат и организација антички македонци. Бугарите не им дават, меѓутоа тие не отстапуваат. Јасно. Тоа е, гледај, јас пред многу години, баш кога беа тука и наши гости
пријатели од Пиринска Македонија, наши македонци од Егејска Македонија на еден собир која бевме. Во Роч, едно мало место, има една алеја на глаголјашите која оваа година, минатата година кога имавме тркалезна маса, ама сега веќе тоа стана традиција, нашите историчари, па се надевам, можам да бидам слободен и јавно да кажам дека очекуваме и ти да ни се придружиш оваа година на таа манифестација. Таму постои, таму потпишавме еден рочки меморандум. Едно нешто бенигно, нешто што не можевме со него ништо да направиме, тој документ постои како ова, меѓутоа се работи за следново. Овде во Истра, можеби некојаш сме разговарале за тоа, но сакам само да го нагласам уште еднаш тоа. Во Истра, Словенија и во Трст постои Италијанска унија, така наречена. Таа Италијанска унија ги обединува италијанците во Словенија, во Хрватска и овие во граничните краишта од Италија. И за таа Италијанска унија, која постигнат страшно и Риека, се разбира и Задар, тие се вклучени во тоа, постигнати се големи, неверојатни резултати во зачувувањето на италијанците во овие краишта каде што веќе не се мнозинство и каде што постојат други држави политички. Зошто? Италијанската држава им дава огромни средства. Направени се клубови кои се занимаваат со култура, направени се прекрасни училишта, сите деца нивни, италијанците од овие краишта што ги спомнав, одат секоја година, имаат бесплатни учебници од Италија, бесплатно добиваат бонови по 100 евра за книги да може да си ги купат од книжарниците во Италија и ги шетат низ цела Италија да си ја запознат. Ние, нашата држава, наместо тоа да го прави, да се бори за нашите македонци во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Албанија, таа ги пушти на немилост со овие договори и се откажа. Се откажа. Да. Ние не се откажуваме. Не се откажуваме. Ние мораме да го држиме тоа. Последните нишки, ако треба, таму кај што имало оган и едно мало жарче е доволно повторно да пламне оган. Така, ајде да доаѓаме при крајот на ова наше интервју. На почетокот спомнавме за интелигенцијата и за народот. Сакам да заокружиме и да го завршиме ова интервју со елаборирање вашето видување. Зошто толку македонскиот народ е индиферентен, толку е незаинтересиран, исто така со исклучок на неколку, како што рековте, неколку поединци или група на интелектуалци кои често пати ги гледаме во жестока борба за опстанокот на Македонија и македонскиот народ, остатокот на интелектуалците не се заинтересирани, а тие нели треба да се предводници, нели тие треба да се звездата водилка на народ. Ицо, на македонскиот народ од оној дел кој е освестен, особено во урбаните средини, но не значи дека во селските средини не е освестен, меѓутоа во помал контакт е со информациите, лансирана е една таблетка што се вика Европска унија, евроатлантски интеграции. Значи, оној што живее во Европската унија веќе, живее во една заедница која е создадена од колонијалистички држави. Неодамна беше еден пријател во Брисел и ми вика: Алдо, ти не можеш да сватиш какви убавини, какви богатства се таму, зашто не сум бил признавал. Син му работи во некој од тие институции, па оди често. Тие држави едноставно, или во Германија гледаме серии па се чудиме како стандард имаат тие луѓе на живење, затоа што тоа е создадено врз крвта и животите и сиромаштијата на земите во кои беа. Тоа сакам да ти го кажам. А нам ни ја дадоа таа таблетка и ни велат: вака ќе ви биде. Нема никогаш да ни биде така ако самите не го создадеме тоа. И обичниот човек едноставно чекајќи го Годо, чекајќи го тоа да се случи, тоа веќе стана, како што реков, изгуби имунитет, се разбои. А интелигенцијата, веројатно, со исти мотиви, повторувам, некаде го кажав тоа, дека тоа може да е паушален суд, меѓутоа очекуваат дека во Европската унија ќе станат славни во својата сфера, во која и да е, во сликарството, литературата, не знам во што. Не. Македонија
им го даде сето тоа што го имаат и крајно време е да се разбудат и како што некогаш бевме конзистентни па кога се случуваат струшлите вечери, па целата македонска интелигенција, не само писателите доаѓаат таму и сите го доживувавме тоа заедништво и борба за афирмација на една преголема култура. Значи мора да се разбудат. Мора, не знам, само не ги чека, им порачувам. Оние од вас кои имаат илузии дека во Европа ќе доживеете слава, тоа нема да се случи. Славата е загарантирана за некој друг, за луѓе и автори од овие земји или од некои други што ќе ги оценат како од прагматичен аспект ќе ги оценат како лукративни, корисни за оние што ќе ги промовираат. Не. Македонските автори што се појавуваат низ Европа, што мислат дека се славни или во светот, што добиваат субвенции соросоидни и така натаму, мора да знаат дека ќе бидат заборавени бргу. Само автентичната литература, култура, сликарство, музика од Македонија, која го носи името Македонија, само таа има шанса да опстане и тие има шанса да добијат име препознатливо. Добро. Порака. Јас сакам да ви се заблагодарам за одстапеното време, за објаснувањето што е и како е иднината на Македонија, бидејќи живееш во Европската Унија, јас живеам во Австралија, ние заеднички им кажуваме дека не се тоа тие што мислат државите каде што е македонскиот народ. Меѓутоа тие воопшто нас не послушаја иселениците какви се политичките ставови на државите во кои живееме. Ние знаеме какви се ставовите на Австралија спрема Македонија, на Хрватска политичките ставови спрема Македонија, која ќе дојде политички да зборува, тие ќе речат Северна Македонија. Така е. Така е. Нема да речат. Ицо, јас, ако ми дозволиш да ставиме ваква точка на и, тоа се почесто го слушам од умни луѓе, а и јас го повторих многу пати, а верувам дека и ти си го кажал тоа и верувам дека и во таа смисла имаме слични или заеднички ставови, идентични. Велат, Македонија нема никаква друга алтернатива освен ЕУ. Не. Македонија има алтернатива, а таа алтернатива се вика самостојна, независна, автентична, асламска Република Македонија. И само таа може да функционира и само таа ќе има достоинство и успех за себе самата и во иднината кон меѓународната заедница. Апсолутно се сложувам, јас и често го употребувам и овој збор, дека во Македонија, македонските полиња, да посадиш камен, компири ќе излезат или домати. Значи Македонија никогаш нема да има никогаш нема да има проблеми со жито, со јачмен, со овошје. Е самодостатна. Самодостатна. Има и вода, има и шуми, има и ниви и полиња, може да функционира самодостатно, без какови да е проблем. Но ете, така ни всадија дека сме неспособни за самодостатност, тоа е погрешно. Се надевам дека ќе стигнат сите ваши пораки до слушателите, па ќе се пренесат, слушаат и оние што ги нарековте или што ги нарековме во интервјуто двете мафии, ДУИ и СДС, слушаат и тие, слушаат и оние кои се против, меѓутоа молчат и треба да го кренат гласот, затоа што нека одат уште колку ќе одат и тие ќе пропаднат заедно со нивните фамилии во едно такво. Мафиите и сето ова што го правеа ќе си дојдат на своето место, ќе се види и ќе биде разјаснето. Прашањето е само колку уште штети ќе направат на Македонија и на македонскиот народ до тој момент. А секи си дојде на своето место и ќе се знае кој е што. Тоа е така во историјата, ти си историчар, па го знаеш тоа. Алдо, благодарам многу и се надевам дека ќе имаме наскоро и друго интервју, да ги слушниме вашите видувања кои се можни интересни за слушателите и оние кои не следат на социјалните мрежи. Благодарам и до гледање и до слушање. До гледање.